Предизборниот период е совршен за сите политичари да отидат да ги посетат селата за кои граѓаните не знаеле ниту дека постојат. Па така министрите од техничката влада одат за да видат какви проблеми имаат граѓаните. Дополнителниот заменик министер за земјоделство Цветан Трипуновски е чекор понапред, па со себе носеше и снимател за да види колку е ажурна администрацијата. Дали кај земјоделците има проблем со исплата на субвенциите, но и што е со ниските откупни цени на пазарот? За овие прашања разговараме со дополнителниот заменик министер Трипуновски. Добро дојдовте. Добро дојдов. Благодарам на поканата. Ајде ќе почнеме со најактуелното и она кое вие постојано го споменувате во јавност, тоа се ниските откупни цени и проблемите на земјоделците. Актуелни сте дека шетате од село во село и секојдневно гледаме објави на вашите профили на социјалните мрежи. Кои се главните проблеми кои се јавуваат кај земјоделците во овој период? Видете, точно јас сум секојдневно во некој различен дел на Република Македонија. Тоа не се мои обични прошетки, тоа се посети на најголем дел на барање на земјоделците и нормално јас ја доживам позицијата во министерство да бидам постојано на терен, затоа што нашето министерство за земјоделство не е министерство од друг тип, него мора да се биде постојано на терен, кој што значи една директна комуникација. Речиси во различен дел на Република Македонија, согласно производството кој што го имаат, секаде сликата е иста. Дали е проблем со наводнувањето, дали е проблем со неисплатени за доцните субвенции, дали е проблем со некоја можеби партиски селективност во тој дел на креирање на некои земјоделски политики, едноставно нема дел во Република Македонија каде што нема забелешки на актуелните програми и политики кои што ги води актуелната власт према земјоделците во Република Македонија. Дали е тоа според вас нормално, бидејќи нели секој човек си има свои потреби, секој земјоделец има свои потреби, па така веројатно е нормално да имаат забелешки. Има ли забелешки во време на ВМРО ДПМН додека вие бевте на власт, бидејќи тогаш бевте нели дел од истите тимови, ги посетувавте земјоделците, не сте нов на терен? Да, токму така, не сум нов на терен, јас сум постојано и во минатото и кога сум бил на позиција, кога не сум бил, затоа што така едноставно за мене лично и за мојата партија земјоделците имаат врвен приоритет во целава комуникација, меѓутоа мораме да расчистиме една работа. ВМРО ДПМН веќе 3 години на власт. Не спорам, само прашувам. Тоа од значи аспект бидејќи велите дека секој земјоделец има забелешки, јас велам да, тоа е нормално бидејќи нели секој си има своја потреба. Некој има проблем со исплата на субвенциите, друг со ниската откупна цена. Да. Дали е тоа нормално и дали тоа било случај и додека вие сте биле на власт, велам, или сега е влошена ситуацијата? Не, воопшто не е нормално земјоделците да молат и да бараат помош од државата, таа да не одговара на нивните барања, едноставно нивниот труд да биде потценет и да не биде пласиран согласно нивните потреби, односно да имаат некаква рентабилност за да одржуваат своите семејства, стопанствата и така натака. Меѓутоа, она што сакам да го кажам е дека сите оние критики кои што ги добиваме од терен во однос на актуелните политики, за жал се вистина. Односно, министерството овие 3 години, јас морам да констатирам, поправете ме ако грешам, да кажеме една мерка која што е креирана во овие 3 години, која што ќе значи надминување на некоја претходна ситуација која што сме имале. Нормално е во демократскиот свет да има промена на власта, ама исто така е нормално секоја наредна власт да биде подобра него претходната. За жал, оваа власт која што сега го раководи министерството ги враќа процесите десетици години уназад. Можам да ви го послушам како пример само законот за тутун, ама понатака се надевам ќе отвориме. Еве пред да отидеме на законот за тутун, ќе видиме обвинувате дека има задоцната исплата на субвенции, посебно тоа е кај лозарите, но за ова тврдење не понудивте барем во јавноста ниту еден доказ, снимка како што нели вообичаено знаете да објавите на социјалните мрежи. Кажете ми, како ги подкрепувате овие обвинувања? Токму колку лозари од Римјаник, Долни Дисан и Неготине се неисплатени? Ако сте ме следеле добро, јас бев на една ТВ дебата на една од медиумите со министерот Ран Димковски и на таа дебата јас го запрашав колку има неисплатени субвенции од претходни години, согласно програмата која што е објавена. Он ме уверуваше мене и македонската јавност и македонските земјоделци дека околу 20 милиони евра се заостанати обврски од претходни години. Знаете што се случи после една недела од таа дебата? Имаше интервентна промена на програмата и сите средства за субвенционирање од текот на 2020 се повлекоа средствата и се ставија во заостанати обврски. Денеска во предизбориот е Дали ќе можеме попластично ова да го објасниме за гледачите? Тоа значи дека од ветувањето дека само 20 милиони евра се неисплатени, се уфрлаат нови дополнителни 40 милиони евра. Сега имаме неисплатени 60 милиони евра субвенции од претходни години. Тоа што министерот не уверуваше дека се само 20, испадна дека е лага.
Тоа не се зборови на Цветан Трипуновски, тоа е докажано и во програмата која што е актуелна и може да се види на сајтот на платежната агенција. Значи, во моментот дека велите има 20, не биле 20, има 40, односно ново вкупни 60. И тоа се реакции кои што земјоделци кажуваат на терен дека има многу неисплатени. Кога сме кај лозарите, ако го погледнете календарот на субвенции, лозарите овие средства кои што денеска ги пуштаат во предизборието под сомнителен аспект, требаше да ги пуштат во согласно програмата во ноември месец 2019. Прашањето е зошто се чекало од ноември до февруар месец. Го прашавте ли министерот Трајан Димковски? Видете, јас со министерот едноставно немам комуникација. Никаква? Да, затоа што избегнува секако комуникација со мене. Немате состаноци заедно, не се координирате, сепак сте вие дополнителен заменик министер во тоа земја. Да, еве јас само да ги подкрепам моите дискусии, да не испадне дека Цветан кажува невистини, дека манипулира со јавноста. Јас и господинот Трајан Димковски имавме состанок на 13 јануари, каде што договоривме комуникација и што треба јас да имам пристап од документи и она што значи дополнителен подпис, како јас дополнителен заменски министер. Тој допис е подпишан од министер Трајан Димковски и од ова што е внатре ставено ништо не се почитува. Јас само за ваша информација, изминативе 30 на дена имам побарано преку 60 на дописи интерни до други институции кои што се во склоп на министерството, а имам одговор само на 3. Дали според ова може да се заклучи дека имаме ние проблем во вашето министерство како граѓани и не можеме да ве сметаме за сериозни, бидејќи ако дополнителен заменик министер и министер за земјоделство немаат комуникација еден меѓу друг и не знаат што се случува во министерството и не може да се координираат, што остана за другите? Да, ама видите, немој да префрлате вината на мене. Јас праќам дописи, се координирам, нормално ние не можеме секој Не добивате одговор на допис. Не добивам одговори. Тие одговори кои што ги добивам, за ваша ексклузива да ви информирам, пред да потенцирам, во тоа министерство работи многу професионална и стручна администрација. Тоа се мои поранешни колеги кои што многу ги почитувам. Жалната слика е сега што таа администрација сега пригушена и едноставно работи во некои несакани услови за да одговара или да не одговара во многу штура форма. Имам еден допис од еден од секторите. Погледнете го само овој допис. Дали ова ви личи на одговор на допис? Нема ни воведен збор. Што баравте, а што требавте да добиете? Нема ни воведен збор, нема ни резиме, нема ни заклучок, нема ни информација. Со пропратно писмо подпишано од Трајан Димковски се праќа некоја табела која што ниту е разбирлива, ниту знаеме што сакаме да кажеме. А што баравте? Заради заштита на лични податоци не би сакал да зборам, се работи за сектор човечки ресурси. Тоа е одговорот и таа е комуникацијата. И сега обвинувате за пригушена администрација, морам да прашам дали е тоа од политички аспект, имаат политички притисоци, ви се пожалил некој, ќе пријави некој во обвинителство во надлежните институции? Јас би сакал да го поканите Трајан Димковски и да го прашате лично зашто е тоа така. Вас ви се жалат, затоа прашувам вас пред се. Јас не можам да ви дам одговор затоа што јас мојата работа си работам, немам одговор. Само за потсетување, јас во министерството назначен на 3 јануар, канцеларија добив на 13. Зарем за вас тоа не е повеќе од доволно показател дека има обструкции во самиот момент, на самиот старт. Заменик сте, јас таа канцеларија не ја барам за мене, ја барам за моите службеници. И кога сме кај нив, денеска сме 5 февруар. Дополнителни службеници мене ми следуваат 3 по закон. Дали знаете дека и денеска на 5 февруар тие 3 не се вработени во мојот кабинет? На прашањето зошто? Затоа што се кочи целиот процес. Затоа што еден раководител зима одмор, другиот е на боледување, па допис од него виделе, па во архива не знам кај го ставили и така натака. Еден месец по моето назначување јас немам дополнителни советници кои што ми следуваат согласно закон. Парадоксот да биде уште поголем. Што да помислат граѓаните кога ве слушаат во овој момент, кога дополнителниот заменик министер не може да добие службеници, како што тврдите, добива кабинет за заснување, што да помисли обичниот граѓанин кој треба да добие услуга од министерството за кое плаќа даноци? Граѓаните можат многу добро да проценат за каква власт има моментов. Ако функционер изгласан од пратениците од собранието не може да добие информација која што бара по службена должност, замислете некој земјоделец од Лозово, на пример, да дојде во министерство да побара информација. Кога јас не можам да добијам, замислете како би бил тој со неговиот пречек. Значи немаме нефункционална техничка влада? Само за подсетување, да, нефункционална заради тоа што некој прави обструкција. Јас кога бев директор на инспекторатот 2016 година, кога требаше еден од моите вработени да се преземе во министерството, во кабинетот на тогашниот Лјупчо Николовски. Знаете за колку време се заврши процедурата за неговото преземање? За еден ден.
додека службеникот пиеше кафе кај мене во канцеларијата во инспекторатот, веднаш експресно беше потпишано документот за превземање. Немаше обструкции. Ама тоа говори за Цветан Трипуновски. А ова што се случува сега збори за актуелната власт. Нажалост. Сега за со оглед на сите овие несогласувања кои ги имате во министерството, ќе има ли навремена исплата на субвенции? Тоа е прашањето кое верувам сега сите земјоделци седат и чекаат одговор. Видете, некој сака да наметне тезата дека Цветан Трипуновски обструира исплата на субвенции. Напротив, Цветан Трипуновски на секоја посета во секое населено место апелира веднаш и сега да се исплатат субвенциите, согласно планот за исплата. Не се работи за обструкција, се работи за празната каса која што има министерството. Знаете, еве уште еден податок. Дополнителниот советник во мојот кабинет, третиот кој што треба да влезе. Знаете зашто не е влезен? Затоа што ставката за плати за тој службеник е празна. И се ние збориме за исплата на субвенции. Па каде се парите, господине Трипуновски? Тоа треба да каже до вчерашниот премиер Зоран Заев, актуелниот технички премиер Оливер Спасовски и актуелниот министер Трајан Димковски. Цветан Трипуновски е 30 дена во министерството. Но за 30 дена треба да ги запознаете со состојбите во министерството. Јас Да, имам ви впечаток кажувам, дека барам- вие сте постојано на терен, постојано се повикувате на земјоделците, нели, кажувате кои се нивните проблеми и така натаму. Велите дека пред да дојдете на функцијата веројатно сте дошле и за да ги решите дел од проблемите, за да разговарате и сега немате решение за ништо. Не имате И погрешна цело време перцепција. имаме Не, треба да на- знаете улогата на техничката влада. Улогата на техничката влада и мене како дополнителен заменски министер во министерството е да спречам манипулации за обиколување на законите и процедурите. Едноставно да бидам гарант дека на 12 април ќе имаме фер и демократски избори. Значи не сте вие за да одите да разговарате со земјоделците кои се нивните проблеми. Не, јас сум Ако е тоа вашата примарна цел? Да, мојата примарна цел е да ги слушнам директно земјоделците, затоа што таму ќе ги добиете најискрените и најточните одговори. Во врска со? Сами констатиравме дека тие луѓе не може да дојдат до министерството. Затоа што немаат пристап ниту Ама до подрачни- тоа нема никаква врска со фери демократски избори? Тоа има врска со работата на Министерството за земјоделство се извинувам, и функционирањето на истото. Знаете, јас моите посети ги правам посебно работното време. Од Савале сум во министерството, ги водам тековните активности, состаноци, координирам, добивам информација, запознавам јавноста, а после план заминувам во насредби со земјоделците. Знаете, ние сме политичка партија која што ќе биде една власт во Република Македонија. Ако не ги слушнеме земјоделците како во минатото и сега, како ќе креираме правилни мерки и програми? Но тоа е партиска функција. Сега мораме да ги разграничиме партијата од министерството, зборуваме за партија каде што нели велите дека сакате да го чуете гласот на земјоделците, што е сосема легитимно, но зборуваме и за функција дополнителен заменик министер за која земате плата. Сега ако знаете дека имате вакви обструкции од Трајан Димковски, зошто се нафативте на оваа функција? Дали можеби ќе се повлечете пред изборите? Не ми паѓа Штом на не памет да можете се да повлечам, обстоите не ми вака. паѓа на памет. Луѓето и земјоделците во мене гледаат заштитник, јас сум ставен 24 часа во денот на располагање. Знаете дека многу примери и многу земјоделци кои што тропна на мојата врата ги примив. Еден случај беше и со господинот Екрем од Рачинов, кој што се ги чека своите субвенции од 2016 година постап на обештетување. Тој истиот господин си имаше свое експозе во медиумите и кажа дека некој му барал партиска книжка за да ги добие субвенциите. За ваквите И вие прашања. му помогнавте да ги исплатат субвенциите кон него, му ги исплатија субвенциите? Јас му помогнав сите документи кои што му ги криеле, да ги обезбедам по службена должност и да му ги давам на располагање. А понатака он си води постапка пред надежните суди да си ја бара правдината. Знаете, јас во овие 90 дена не можам да ги решам сите напластени проблеми Токму кои што затоа прашувам зошто се обидувате да го направите тоа, бидејќи де факто времето е прекратко, имаме време само за организирање на фери демократски избори, која е главната цел ваша. Да, затоа што сакам да го слушнам гласот на земјоделецот. Тоа е мојата обврска. Јас не го доживам министерството да работам во канцеларија по цели денови и никаков ефект да нема од тоа. Јас идам постојано во комуникацијата што сакам да ги слушнам реалните проблеми. Јас бев тој кој што се појави во Прилепскиот регион и кажа дека има проблем со тутунот. Јас не одам на наместени средби во кабинети на граначалници да се испосликаме, да пиеме кафе и се е розово, се е убаво. Јас идам директно кај што е проблемот, да алармирам, да повикам надлежните институции да го решат проблемот. Тоа е мојата улога, јас за тоа земам плата. Кажавте дека ќе посетувате градоначалниците, селата и така натаму, разговарате со проблемите. Една од таквите посети беше и во Берово, кога бевте во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Токму таму влеговте со снимател и настана условно кажано кавга меѓу вас и раководителот, чинам беше на единицата, кој што кавга.
Ја не ја доживав колку што знам, добро, тоа е ваша перцепција. Ние во јавноста го доживеавме како Кавга, бидејќи раководителот на подрачната единица не сакаше да биде сниман и ви кажа јасно дека зашто го снимате. Беше ли тоа на некој начин можеби испад, гаф или уште сметате дека е тоа нормално што влеговте со камера во подрачната единица на МЗШ Берово? Јас тој ден бев на посета во селата во Малешевијата и во разговор со земјоделците немаше човек, немаше земјоделец кој што не забелешка на работата на подрачната единица. Ме разбирате? Значи, сите го нотираа проблемот во подрачната единица и така бе во тој крај. Сакав да ги посетам, тие се мои колеги, тие се вработени во Министерството, да поразговарам, да ги поздравам едноставно. Можеше ли тоа да биде без камери? Видете, ако сте кај камерите, да подсетиме Љупчо Николовски 2016 исто има таква посета во подрачната Негојтина, но тогаш никој не реагираше, тогаш медиумите беа смирени. Еве таа снимка, еве денеска ви ветувам на мојот Facebook профил, ќе ја објавам. Очекуваме да ја видиме. Да, ќе ви ја објавам. Исто тој дополнителен заменски министер со камера упадна во подрачната во Неготино. Каков проблем сакавте да решите со влезот со камера во Не сакав да решам проблем, само сакав да ги поздравам и да укажам дека има многу несогласување од земјоделците од тој регион. Едноставно тие луѓе кои што земаат плата, поготоа раководителот кој што еве од снимките гледаме на еден дрзок и безобразен начин со скрстени раце ме пречекува, јас како негов претпоставен, може да замислите како се однесува со некој земјоделец од село Владимирово кој што ќе дојде ќе побара помош. Може да се замислите за каков однос станува збор. На крајот од средбата културно се поздравувам и си заминувам од. Јас влегов во службени простори на министерството. Јас не влегов во неговиот дом, неовластено. Ке се надоврзам на уште една таква кавга која имавте, тоа беше со градоначалникот на општина Конче, веројатно општина за која гледачите сеја кои не следат слушнале многу малку, но благодарение на вас и кавгата дозна сите и кој е градоначалникот и што се случува. Имаше ли потреба од вакво нешто? Па тука вас ве снима. Какво беше чувството кога вас ве снимаат и кога се обидуваат да ви мафтат со листови да ви покажат нешто? Јас сум на снимката, затоа што сум чист и одговорен и пред себе и пред законите. Очигледно оној градоначалник кој што изревалтиран во мојата пресконференција на која што обелодени документи, не празни зборови, за тоа што истиот тој градоначалник ниве на мајката има земено околу 40 на хектари земјоделско земјиште и закупнината која што е во законски рок предвидена ја нема платено, а користел субвенција од државата, тоа него најверојатно го заболе. И добро е што ми ги даде документите како дополнителен доказ дека Цветан Трипуновски ја говори вистината. За тоа кој како се однесувал, може и исто така граѓаните нека судат. Тој самиот господин дојде да едноставно исценира некаков настап и така натака, меѓутоа тоа говори за лицето на функционерите на СДСМ, само не говори за мене лично. Иначе од провокацијата која што едноставно од мојата пресконференција беше едноставно изреволтиран човекот затоа што јас кажав вистината, не кажав нешто. Се подкрепи истата со документите кои ви ги даде. Добре што ми ги даде и документите, можам дополнително да ви ги доставам и вас како медиум да видите дека на вистина Цветан Трипуновски не зборува лаги. Предпоставам дека наредната прилика ќе упадне и началникот на подрачната Свети Николи исто каде што обелоденив многу злоупотреби. Предпоставам дека ќе се јави раководителот на подрачната на Кратово каде што како невработен потпишал документи. Се разбира и он ќе се најде како прозван, меѓутоа органите на системот. Значи Македонија е ризница на злоупотреби. Да, дефинитивно, многу убаво кажано. Да, во овој момент е ризница на злоупотреби, на манипулација, али добро е што сме на 2 месеци пред избори и ќе дојде крај на таква. Ќе кажете дека ќе победите исто како што СДСМ ќе каже дека секој ќе се одговара согласно законите и процедурите. Јас ке се надоврзам едно прашање кој ви го постави градоначалникот на Конче, беше симпатично, но не доби одговор. Сте работеле некогаш земјоделство? Да. Што поточно да не може да им кажете на Јас потекнувам од село Петровец. Моите родители ме одгледале од земјоделство кој што заедно со мене сме работеле на нивите и полињата кои што ги имаме дел во тоа време земено под наем, дел од наследство од мојот дедо. Иначе мојот татко се занимава со земјоделство благодарение на политиките од 90-тите, каде што како технолошки вишок остана од работа. Знаете, на време кога имаше една криминална приватизација, јас сум работел секако операција земјоделска. Зошто не му кажав тоа на градоначалникот? Едноставно ценев дека не треба сега се докажувам со човек кој што е под емоции, кој што е фатен во лага и сега да му се докажувам, а се не благодарно. Еве, благодарение на вас јас го кажувам пред целата македонска јавност, да јас сум потекнал од. Но вие докажувате на јавноста пред се, да бидеме реални. Видете, ако сакате, можеме да поидеме на моите ниви па да ви покажем и како практично се работи земјоделие. Друг начин не можам. Сега ако не ми верувате. Значи вие не сте постојано како што има впечаток јавноста на државна функција или пак на партиска функција, туку сте работеле и Да, Цветан Трипуновски е дипломиран земјоделски инженер, постдипломец на агроекономските науки и човек кој што потекнува од рурална средина и многу добро знае што значи капка пот на челото и жешкото сонце во тилото. За разлика од некој кој што
позицијата да живеат од кабинет, очигледно не ја познаваат таа проблематика. Тоа за мене е дополнителен мотив да одам од село во село и да барам подобри права за земјоделците и да се борам за подобри и услови, и програми, и откупи, и пласмани. Имаше и снимка објавена во медиумите, каде што се споменуваше и вашето име, подоцна беше објавена кај нас на А1. Тоа беше кога се слушате вашиот глас, додека заедно со Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН ги организиравте протестите на земјоделците во Тиквешкиот регион. Прво морам да прашам за автентичноста на гласот, дали е тоа вашиот глас? Да, тоа е мојот глас. Тоа е мојот глас. Човекот кој што го има снимано разговорот, го знаеме и ќе поведем постапка пред надлежните судови. А да, тоа е мојот глас. И јас бев еден од учесниците на протестот кој што го има лозарите. Организатор? Само да потенцирам дека на тој протест имаше лозари. Дали биле членови на политичка партија на една и на друга и така натака, мене не ме интересира. Во тој момент лозарите има сериозен проблем. Но вие сте доказ дека имало и политичари. Јас сум политичар. Токму преди тоа велам. Да, јас сум политичар. Само лозари, туку имало и политичари. Да, и јас сум политичар кој што дадов поддршка на тој протест, затоа што не можам да гледам и да бидам глув и слеп на нивните маки, едноставно да седам на страна. И дадов поддршка, исто како што дадов поддршка на оној голем протест кој што беше во Скопје. Дали организиравте? Не, јас не сум организирал. Јас само дадов поддршка на истиот протест. Бидејќи се слуша, пак ќе повторам вашиот глас од снимката како го договарате сето тоа и така натаму, да потсетиме дека на истиот тој протест беше и Трајан Димковски. Ако не се лажам, станува збор за истиот протест, каде што тој потоа беше исвиркан. Може би е тоа договорено сценарио да биде тој исвиркан или? Видете, не може да договорите вие 200 лозари 300 на протест. Ако имате сериозен проблем со откуп каде што цената ви 8 денари за килограм, зарем вие би пееле на таков протест? Зарем би имало потреба од протест? Ама на вториот протест Трајан Димковски не се појави, него пратија со Оливер Спасовски, Хермелини, наоружени полицајци до Заби, на онаа земјоделска мака која што сака да кажа земјоделците. И тие ли ги организираше Цветан Трипуновски? И овчарите, и лозарите, и јаболкарите. До вчера плива јаболката во Преспанското езеро. Значи не се јавувате како организатор на протестот. Можам така да го заокрушам одговорот. Апсолутно. Вие бевте избран за дополнителен заменик министер во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Многу не интересира по кој критериум ви избра вас. Предпоставам стручност, честност, одговорност и посветена работа кон земјоделците. Тоа се докажува и во минатото и сега. Бевте близок и до екс-председателот на ВМРО-ДПМН, важите за близок и до сегашниот председател Христијан Мицковски. Дали може би тоа било присудно за ваш избор? Мислам дека несериозно е прашањето и вака секој одговор би бил несериозен. Нема несериозно прашање, има несериозен одговор. Видете, јас сум во Јас прашувам тоа што јавноста интересира. Да, јас сум во ова раководството што имам честна намера и искрена желба да помогнам на овој напатен македонски народ. Конкретниот случај земјоделци. Ви кажав и на почетокот, нема село кое што не плаче. Нема село кое што не е полуиселено. Заради погубните Не ми одговоривте конкретно на прашањето. Што сакате конкретно да ви одговорам? На кое прашање? Блискоста до екс-председателот на ВМРО-ДПМН Груевски и сегашниот председател Мицковски играла улога во тоа вие да бидете избран за дополнителен заменик министер, веројатно понатаму доколку дојдете на власт, ќе бидете избрани за министер. Не, воопшто не играло. Екс-председателот Никола Груевски веќе минати, имаме нов председател на партијата кој што е чесен, посветен и со искрена желба да помогне на овој македонски народ. Да морам да подсетам, бидејќи го разгледувавме вчера вашиот Facebook профил поради фотографиите кои требаше да ги извадиме за во студиото. Имаше и цитати од господинот Никола Груевски кои беа објавени и се уште стојат. Се уште е поддршка му дават. Не знам на кои цитати мислите. Фотографии од него и цитати за земјоделците, тоа се од 2014. Сакав да прашам чисто дали се уште давате поддршка на тие политики тогаш кои се воделе. Тоа ми е прашањето. Ако мислите на политиките кои што ги воведовме како субвенција према земјоделците, дефинитивно стануваме. Па тој се да само го прави изминатиот период. Тие политики кои што сме ги имале тогаш, кои што биле правилни, дале одреден производ, односно инпут и денеска се применуваат. Имате апсолутна поддршка. Прашањето е зашто сега актуелната власт и тие мерки ги упропастија не знаејќи да ги доспроведат. Ако сакате пример може да ви послушам, ако слободно. Еден од примерите е мерката Млад земјоделец. Мерката Млад земјоделец замислена за луѓе да помогне на оние млади луѓе кои што ќе сакаат да работат земјоделство со инпут од 10.000 евра грант.
Да знаете дека во објавата 2018 година, кој што ја креираше тогашниот раководител на сектор, сегашен министер Трајан Димковски, се фалеа по телевизиите, сурли и тапани имаше дека имало 1270 апликации. Дали знаете колку апликации се одобрија? Едве 80. Нема ни 10% одобрени. Знаете зошто? Затоа што ги утнаа критериумите. Ете, тоа се погрешни политики кои што не знаат да ги доспроведат. Таа мерка ја воведе ВМРО ДПМН. Им сугериравте на ова дека имаат грешка да се ја поправат? Да, не слушаат, едноставно се глуви на... Но кажете, вашето да, кажав. Само за споредба, објавата 2017 кој што беше по критериумите, еве ако сакате да зборите на функционерите на ВМРО ДПМН, од 1000 апликации имаше 450 одобрени. Па сега вие направите споредба, што значи пред, што значи потоа. Тоа се тоа политики кои што биле добри од ВМРО ДПМН, а денешната актуелна власт не е ни способна да ги спроведе. Тоа е, нажалост, реалноста во Република. Имате ли апсолутна поддршка од господинот Мицковски во однос на ова што вие го правите, посетата на земјоделците, постојаната комуникација, нели, со земјоделците, креирањето на новите политики и снимањето еве на администрацијата во Берово? Првен тие две работи не може да се стават во едно, а секоја комуникација и секоја заложба за подобро земјоделско производство во Република Македонија апсолутно добива поддршка од претседателот Христијан Мицковски. Ви искарава партија за делот со Берово? Јас позицијата во министерството и мојата заложба за подобри услови не ја користам заради подобри мои, не знам, бенефиции од власта. Па јас од службеното возило кое што го имам на располагање од службата за општи заеднички работи, знаете колку пати го сум го користил во овие 30 на дена? Дали 4-5 пати. Но го имате на располагање, тоа доволно веројатно се плаќа и шофер за таа. Да, ма не го користам, сакам да ви кажам. Само неколку пати сум го користил, останатите патувања си го правам со моето приватно возило. Зошто го правите тоа? Може да така. Па првен доделено ми е возило кое што е 40 на години старо. Значи има причина. Да, не безбедно и да е ново, јас пак нема да го користам во целост. Јас тоа ви го ветувам, сега останува да ми верувате на зборот. Јас друг начин немам да ви... Доколку дојдете на власт, ќе видиме дали тоа ќе биде ќе така. видите, Значи ќе се согласиме дека има разлика од власт и опозиција. Дефинитивно. Позицијата. Не ми одговоривте на прашањето дали ви искарава партија или имавте поддршка за делот со Берово кога паднавте со снимател, бидејќи тоа се уште се коментира во јавност и интересира јавност? Јас најдобар суд и најдобра оцена добивам од земјоделците и они најдобро знаат дали тој, како што вие велите, веројатно и по партија исто така добивате оценки. Добро, јас мислев дека ќе посветиме внимание на законот за тутун и за актуелна состојба на тутунарите, а не за мојата посета. Имаме време за тоа. Нема проблем, стоиме на затоа располагање. побарав одговор прво за ова, па ќе видиме ќе се надоврзиме на останатото. Да. Не ми одговоривте. Дали сум имал критика на... Да. Ја не гледам простор дека има потреба за критика за такво нешто. Ќе се надоврземе прво на концесијата за Охридското езеро, тоа е една болна тема барем за охриѓани. Вие знаете и од минатото како сето тоа се одвива, посебно кога прашање рибниот фонд и неговата заштита. После долго време и после долги пишувања во медиумите, конкретно во А1 за проблемите со концесијата и нејзиното доделување кое патем беше незаконско, таа е раскината. Сметате дека овој чекор е добар што го направи Министерството за земјоделство? Запознаен со ситуацијата? Законите во Република Македонија треба да се почитуваат. Нормално во таа категорија спаѓа и секој концесионер на рибните подрачја во Република Македонија. Ако имало отстапка, треба да се раскине договорот. Јас увид во предметот немам. Сакам да верувам дека е направена контрола како што треба, меѓутоа, еве ако сме во тој момент и тука слушнавме некоја снимка во медиумите дека некој кабинетски службеник му наредува на некој инспектор дека треба да се направи нешто. И дека ако не го направи тоа што сака, дека ќе трпи фамилијата. А ги слушавте исто така рибарите? Слушнав многу снимки во медиумите, ги слушнав и рибарите, да. И рибарите кажуваат дека има многу несогласување и многу отстапки кои што они ги сметаат. Знаете дека немаат исплата и дека добивале по 3000 денари месечно? Да, ма затоа давам поддршка дека е раскината концесијата. Јас тоа сакав да прашам. Да, апсолутно. Законите кои се во собранието маратонски треба да бидат донесени, ваши забелешки во однос на истите? Многу забелешки. Една од забелешките, бидејќи веројатно нема да можеме се да кажеме вие имате поднесено како партија амандмани. Ние ќе го следиме тоа будно. И јас ќе ви кажам само за забелешките во земјоделскиот сектор. Јас не сакам да навлегувам во другите сегменти. Само за ваша информација, еве, Министерството имаше неколку објави на јавни повици и јавни огласи за земјанско земјиште во Република Македонија. Процедурата и постапката беше тотално сгрешена. И сега откога завршија процедурите и откога видов дека имаат сериозен пропуст направено, пак ќе кажам, на моја интервенција и укажување, Министерството на еден подмолен начин се обидува по брза постапка, веќе вчера, да пушти измена на закон
и да го покрие својот криминал и своето незнаење во работата. Замислете, објавувате оглас согласно критериуми и процедури, сваќате дека сте направиле у наводници ненамерна грешка и сакате тоа работа да покриете со измена на закон. Во која нормална држава се случува тоа? Знаете, постојано обвинувате, дали вие, вашиот опонент или некој друг, а никогаш не видовме ниту една разрешница во судски процес да се докаже ова што го тврдите. Тоа е вистински проблем. Знаете, она што јас го кажам како обвинување не се само празни зборови. Моите обвинувања се подкрепени со документи, со потпишани Дали ќе документи. поднесете? Да, ќе поднесам. И он е раководител во Кратово кој што бил невработен, а управувал со движни и недвижни ствари, ќе одговара согласно законите. Мораме така да работиме во државата. Едноставно мораме да ги почитуваме законите. И што мислите, која е индицијата? Зошто не е поведува постапка? Не знам, тоа треба да е одговор Трајан Димковски. Ваша предпоставка? Дека му е партиски послушник. Поради партиски. Да. Има законски решенија на кои ќе инсистирате брзо да се изменат? Во овој период? Да. Не. После изборите дефинитивно со неколку После закони кои што изборите ќе кои? значат. Па имаме од закон за рибарство, од закон за земјоделско земјиште и многу редица на закони. Да, кои што ги нотираме на едни од средбите кои што ги правиме помеѓу земјоделците. Логично и последното прашање е да биде, дали можеби ќе ве видиме на листите? Јас би сакал за законот за тутун да прозговориме, пошто еве ми ветивте, а не ми одвоите Ајде, време. повелете. Да. Јас алармирав на многу несериозен пристап на инспекторатот и на министерството во делот на откуп на тутун и многу пати укажав дека институциите треба да си ги преземат работите во свој раце. Бев уверуван дека по медиумите дека нема проблеми и така натака. Гледавме дека имаше и палење на тутун, гледавме дека имаше и протест, дека имаше и кажување на земјоделци дека има нереална проценка на тутунот. За жал, во едно од интервјуата и министерот Трајан Димковски и директорот на инспекторатот Зоран Шапорич не уверува мене и македонската јавност дека во Македонија не се увезува тутун. Само за подсетување, кога се носеше измената на законот за тутун во собрание, ние апелиравме дека треба да се заштити домашното производство. Тогаш нас не праева дека ние ги кочиме процесите, дека не разбираме и така натака. И по математичка основа, бидејќи се мнозинство, си го помина законот. Денеска тој закон кој што дозволи увоз на тутун во Република Македонија прави проблеми. Јавно на пресконференција и министерот и директорот уверуваат цела македонска јавност, ги гледаат тутунарите во очи и велат дека нема увоз на тутун. Јас, еве, ексклузивно за вашата емисија, носам фактури и барања. Ќе може да ги прикажеме? Да, ќе може да ги прикажеме. Носам фактури и барања за увоз. Збориме за ориентален тутун. Исти тутун како што се произведе во Република Тоа се Македонија. барања за увоз или увоз? И увоз. Тоа е барање на кое што се одобрува увоз. Се одобрен е увоз. Да, веќе. одобрен, таа е влезена. И она што сакам дополнително да ги информирам и тутунарите, нека знаат дека овој тутун кој што се увезува. Ќе може само да го прикажам на камерите ако не е проблем? Да, еве првата страница со криени се фирмите, се надевам дека нема да направите пропуст. Значи дека сепак тоа што беше изнесено во јавност дека не се увезува тутун е лага и дека земјоделците со право се бунтуваат. Од 8 јануари навака јас ги имам сите фактури и документи каде што е увезено преку 1.000.000 килограми тутун, ориентален тутун во Република Македонија. И се замислете, домашното производство стои, нереална проценка, се погадзуваат тутунарите во својата мака, а се дозволи увоз на тутун. Ова е тоа што треба да го знае македонската јавност. Ова не се измислици, ова се зборови подкрепени со документи. Ама јас не знам од кој е каде. излезот од оваа ситуација? Излезот. Видете, Договорите веројатно не може да се раскинат бидејќи нели се случуваат на подолго време, тоа не е се прави од денес за утре. Да, тоа го апелирам постојано дека имаме заспан инспекторат, не зборам за инспекторите, него зборам за менеџерскиот тим. Има министерство кој што кажува дека се е розово државата, а документите говорат нешто друго. И после Цветан кажува невистини или лаги. Вчера добро го слушнав министерот на изјава, кажа дека увоз во Република Македонија нема. Јас денеска ви кажувам дека увоз во Република Македонија има и тоа подкрепено со документи. Еве на една од фактурите може да видите дека Исто на камерата таму. увозниот тутун е со цена од 5-12 евра. Значи 5 евра и 12 центи е увозна цена. Замислете на оваа цена да имате вие и транспортни трошоци, царини и останати давачки. Имате ли некоја стратегија за забрана на увоз на тутун? А македонскиот тутун ќе остане неоткупен. Поради тоа, дали имате стратегија за забрана за увоз на тутун? Јас постојано, да, имаме стратегија. Ама во моментов и подписот и печатот се кај Трајан Димковски и кај Зоран Шапорич. Они треба да одговараат пред тутунарите, да ги погледнат во очи, да кажат зошто го направи ова што го направи. Замислете едно семејство од Прилепскиот регион, кој што цела година макотрпно работи да произведе количина тутун, да има приход да ги прехрани семејствата. И денеска тој истиот моли за помош.
Јас апелирам по медиумите да се земат работите во своји раце, да се спроведе законот, да се исконтролираат пунктовите. Едноставно не се случува. За тоа некој ќе понесе одговорност, а одговорноста ќе се понесе на 12 април. Тогаш ќе стигне сметката и пораката од... Но тоа е политичката одговорност. Да, дефинитивно. Во секој случај, но ние бараме се сведува и на правна одговорност, на судска одговорност, да речеме, бидејќи тоа ретко е гледаме во пракса. Што ќе правите со сушата исто така? Има огромен проблем за земјоделците, посебно за престојнава година која следува. За жал 2019 беше сушна година и речиси нема акумулација во Република Македонија која што не е пресушена или е на под долниот минимум. Што да кажам, едноставно една критика на недомаќинско работење. Затоа што ние не може да замислиме земјоделско производство без наводнување на земјоделските површини. Сведоци, само за ваше подсетување, минатата година во Пчелполијата луѓето молеа за помош да се пушти вода. Ама приоритет на АД водостопанство и на министерот Тран Димковски беа нови возила наместо инвестиции во водостопанството. Приоритет беа луксузи на државен трошок наместо плата за вработените. А вам ви дадоа кола 40 години стара. Да. Кај се новите возила? Тоа ќе си одговорат од актуелната власт, јас не знам, не водам евиденција за нивните возила. Она што можам да го ветам дека во наредната програма која што ќе биде реалност во Република Македонија ќе биде издржана и со силни приоритети. Има ли решение за сушата, за тутуна, за сите овие проблеми кои сега велите дека се актуелни? Видете, повеќе од очигледно дека овие проблеми кои што ги направи актуелната власт ќе можете ли да ги надминете? Да, сигурно ќе работиме. Јас денеска не гледам некој од актуелната власт да заседава и да направи некој тело кој што ќе алармира за оваа ситуација. Тоа е тој несериозен однос кој што го има во моментов. Тоа е таа жалостна слика која што има во моментов. За крај, мислите дека земјоделците ќе го донесат конечниот суд и ќе има пораз, претпоставам, на СДСМ на 12 април? Не само земјоделците, граѓаните на Република Македонија конечно и за среќа за 2 месеци од сега ќе излезат на едни ферни демократски избори и ќе си окажат својот глас. Дали и земјоделците и просветните работници и останатите категории во општеството се задоволни од овие политики кои што ги водиш. Јас ви верувам дека најголемата казна ќе стигне од земјоделците кои што до 12 до изборите да очекуваме, претпоставувам, постојани преписки по медиумите меѓу вас и господинот Трајан Димковски, исто како што е во Министерството за труд и социјална меѓу тие двајца министри. Така ќе функционира до 12 април или ќе имате конкретни чекори за фери демократски избори, што е главната цел на една техничка влада? Па ако за вас не се доволни аргументи дека комуникацијата е практично невозможна со актуелниот министер, тогаш не знам што треба друго да ви кажам. Тоа не е на обструкција на Цветан Трипуновски, тоа е од другата страна. Таа администрација која што треба да работи професионално е едноставно работи под директива и Не, затоа велам, како ќе се одвива сега до... Јас постојано ви ветувам дека до 12 април ќе бидам помеѓу земјоделците, затоа што едноставно моето ветување дека добрите политики и вистинската грижа кон македонскиот земјоделец доаѓа после 12 април. Кажав. До 12 април меѓу земјоделците, после 12 април во Министерството за земјоделство. Исто помеѓу земјоделците. Не, верувам. Се надам ќе ме поканите после 12 април во исто во студио да бидам гостин и да поразговараме и да видите што значи вистинска грижа за македонскиот земјоделец. Еве ве замолувам да го имате во предвид и да ме поканите после 12 април. Обавезно. Да. Ви благодарам многу и се надам дека ги одговоривме сите прашања без малку, па ќе видиме останатото после изборите. Да, ми беше задоволство што бев гостин во вашето студио. Ви благодарам. А вам ви благодарам за вниманието.